време е за првото линковско вклучување на нашата Марија. Денеска е Велики четврток и таа е на лице место со отец Горан Стојчевски. Ќе позборуваме малку повеќе за оние традиции и обичаи кои што се не само за овој Велики четврток, верувам за сите последователни денови кои што не очекуваат до големиот христијански празник Великден. Марија, поздрав од студиото до тебе и до твојот соговорник, па повели со разговорот. Благодарам за најавата. Добро утро и до вас. Токму така ово вклучување ќе го посветиме генерално на најголемиот христијански празник Великден. Ќе напоминеме зошто всушност се смета за најголем христијански празник. Ќе напоминеме многу повеќе за самите обичаи, самата символика на овој празник, но всушност и како самите наши сограѓани да ја почувствуваат духовната порака на овој празник во време на брз живот. Многу повеќе за празникот во продолжение слушаме од мој денешен гостин, отец Горан Стојчевски. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро, убав и благословен ден и поздрав за гледачите на Телма телевизија. Ви благодарам многу што одвоивте време да напоменаме многу повеќе за овој христијански ден. На самиот почеток ќе прашам за денешниот ден, Велики четврток. Сакам да слушнеме многу повеќе, но генерално и за празникот Великден. Зошто се смета за најголемиот христијански празник? Па и денешниот празник Велики четврток, а и сите празници во православната црква се поврзани со Великден. На Великден се празнува воскресението Христово, победата на животот над смртта и на тој начин ни е отворена вратата кон вечниот живот, она што е и самата суштина на Евангелието, а тоа е да се покаеме, бидејќи се наближи Царството Небесно. Токму со воскресението Христос ни ја отвара таа врата за влез во Царството Небесно и она што значи вечен живот. Затоа и изворот на христијанската вера всушност е воскресението Христово. И самите свети оци на православната црква велат дека воскресението е корен на нашето крштевање. Ние се крштеваме во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, меѓутоа исповедувајќи ја верата во воскресението Христово и во вечниот живот. Самата оваа победа што Христос како наш искупител и спасител ја извојува за човекот и за светот е победа над гревот, победа на смртта и победа над ѓаволот и секако како еден триумф на животот. Нема ништо поголемо и посветло од тоа да се празнува самиот живот, а како што рекол Христос, јас сум патот, вистината и животот. Кои се оние обичаи поврзани со празникот кои што би требале да ги почитуваме како православни христијани? Па секогаш за време на празниците се навраќаме на тие обичаи и традиции, меѓутоа еве денеска е Велики четврток. На овој ден на тајната вечера е востановена Светата литургија. Светата литургија е центарот на богослужението во црквата и всушност центарот на христијанскиот живот околу кој христијаните се собираат, нели, околу својот епископ, околу свештенството и како верен народ. Токму во Евхаристијата ние постануваме црква, односно тело Христово, со активно учествување, нели, во животот преку оние што се вели педагошки правила, да ги наречеме, како што се постот, молитвата, учеството во литургијата, причестувањето со телото и крвта Христово, бидејќи токму на овој ден, на Велики четврток, на тајната вечера, Спасителот Господ Исус Христос ни го дава она реално учество. Значи, ни го, како да речем, ни го дава реалното единство, видливото единство на нашето соединување со Него, а преку Него со Светотроичниот Бог. Како ние, православните христијани, да ја почувствуваме духовната порака што ја носи празникот во време на брз живот? Па секако брзината, темпото на животот и сите околности што не обкружуваат секако кои што ни се дадени и над кои немаме власт, освен власта над својот собствен избор, како ќе се однесуваме, треба да пристапиме најпрво со вера. Ако веруваме во воскресението Христово, ние имаме огромна причина да бидеме радосни. И таа радост на воскресението Христово, радоста на Великден да ја пренесеме на сите луѓе околу нас, на ближните, на останатиот свет. Затоа треба да повратиме нашата вера
во Воскресението Христово како еден многу важен и реален момент што се случува не само некогаш во историјата, туку постојано се случува. Ние во текот на една година секогаш го обележуваме Великден, а во текот на една седмица во неделата повторно го славиме Воскресението Христово како еден мал Великден. Значи темпото на животот на еден христијанин секогаш е околу Воскресението Христово. Ако навистина се потрудиме од дното на нашата душа да веруваме во Воскресението Христово, тогаш веруваме во вечниот живот, дека смртта не ја има, да речем, не го има последниот збор, туку дека тоа е Воскресението, дека тоа е животот што ни е даруван во Христос и на тој начин, знаејќи за вечниот живот, е доволна причина ние да се радуваме и полесно да ги преминеме сите премрежја како искушенија што ни се дадени во текот на ова време, како што го велите, брзо темпо на живот. Според вас, дали постои некоја символика, некој дел од самиот празник кој што често пати е заборавен од самите верници, а треба да обрнат повеќе внимание на него? Често пати заборавен, човекот е склон на заборавност, затоа се овие празници и спомнувања за црквата да го потсети човекот на неговата смисла и неговата цел, а тоа е единството со Бога и животот во Бога. Она на кое што треба да се потсети е прво како христијанин зашто е крстен, што треба да направи, што значи тоа. Значи тоа се едни прашања од животот кого би требало да го интересира секој крстен христијанин и на тој начин да влезе активно во животот на црквата, како што спомнавме, преку исповедта, преку покајанието, преку начин на пост и на крај да земе учество во богослужбите на црквата, во литургијата, да се причестува. Тоа се тие аспекти кои често ги забораваме и многу тешки ни се за практикување, а всушност е резултат на заборавениот интерес за она што заради кое што ние сме се крстиле, а тоа е верата во Воскресението. Пред самиот крај сакам да ги напоменам и помладите генерации. Според вас, колку сметате дека ги почитуваат христијанските обичаи, ги посетуваат храмовите во денешно време? Па да, младите се секогаш движечка сила, нели? И можам да кажам дека младите секогаш се поучуваат од примерот на постарите, на повозрастните. Меѓутоа, кај младите исто така се склони почесто да ги поставуваат овие прашања, како што претходно ги напоменавме, да истражуваат и тие трагајќи ја откриваат смислата на животот. Сега во млади години секогаш ние застрануваме, меѓутоа секогаш треба да знаеме дека изворот на нашата вера е таа во која што сме крстени и треба постојано да се навраќаме на него, да се интересираме на него и така да го откриваме. И можам да кажам дека токму таа потрага на младите денеска ги полни храмовите на Македонската православна црква. Ви благодарам многу за одвоеното време и за овој исцрпен разговор. Ви благодарам, убави празнични денови, Христос воскрес. Благодарам уште еднаш. Пред самиот крај ќе ве поздравиме од соборниот храм во Скопје. Се разбира дека и јас на сите наши гледачи ќе го честитам го најголемиот христијански празник Великден.